во продолжение следува и нашата утринска тема и рековме дека посветуваме токму на менталното здравје во пресред на Светскиот ден за ментално здравје, тоа е 10 октомври. Ќе имаме можност да позборуваме на важни прашања кои што се однесуваат за младите, за она кое што нели е наша иднина, се разбира и за менталното здравје на секој од нас и факторите кои што влијаат за негово нарушување, па и превенирање или како велиме зачувување на нашето ментално здравје. Да, имено со Ивана баш се поврзуваме разговор меѓу генерации. Алекс и нашата Марија Конеска некако веројатно има простор малку да се запознаат во бифетот на Телма телевизија, така што ова е тандемот кој што денеска ќе ве дружи. Еве кусо некои информации последни кои што наидовме, вели младите луѓе денес се соочуваат со уникатни предизвици во однос на менталното здравје, особено во контекст на дигитализацијата и социјалните мрежи. Истражувањата покажуваат дека прекумерна употреба инаку на овие социјални алатки може да доведе до се поголеми симптоми на депресија и анксиозност кај младата популација. Например, истражување спроведено од Йел, медицинскиот факултет, укажува на тоа дека често употреба на социјални мрежи може да влие и тоа како на емотивното учење и однесувањето и контролата на импулсите на емотивната регулација кај младите. Дополнително истражувањата покажуваат дека прекумерна употреба на социјални мрежи доведува и до зголемени симптоми на депресија и анксиозност. Инаку, според Светската здравствена организација, ова е податок кој што е баш онака фрапантен. Повеќе од 1 милиарда луѓе ширум светот живеат со некоја форма на ментално нарушување. 1 од 8 луѓе му доаѓа некако на глобално ниво да има нарушено душевно здравје, што влие на телесното пак здравје и општата благосостојба. Или пак 50% од сите случаи на ментални нарушувања започнуваат некаде пред 14-тата, а 75% пред 24-тата година, што прави младата возраст критична за превенција и интервенција. Па во име на 10 октомври, тоа е за 2 дена, всушност решивме ова да биде нашата тема денес за сите вас. Така и официјално еве ќе ги представиме нашите гости, психолог Марија Конеска од Центарот за развој, едукација и советување на деца и млади, Маша Марија, и наша гостинка, и верувам да позната на нашите гледачи, Марија, со оглед на тоа што сме имали во минатото гостување на различни теми и апсолутно познат на и нашите гледачи и на оние кои што се на социјалните мрежи, познатиот Александар Динев, тиктокер и инфлуенсер, кој што притоа зошто беше нашиот избор, заради тоа што во голем дел од своите содржини како млада личност која што има влијание врз младите генерации, го потенцира и актуализира токму она кое што е потребно, а зборува за уживање во младоста, а при тоа нели зачувување на менталното здравје. Верувам дека ова ќе биде една одлична тема или одличен разговор во кој што ќе допреме до главните поенти на она кое што сакаме денес да го постигнеме. Па добро утро и добро ни дојдовте во ова дождливо утро. Добро утро. Добро утро. Како сте, добри сте? Секој пат кога доаѓа во Телма, некакво невреме. Да, има нешто. Да, но како и да е, тука сте. И добро е што ќе можеме да ги начнеме овие теми. И на почеток сметам дека би било добро како еден вовед. Иако сме сите свесни за предизвиците со кои што и младите, но и сите ние се соочуваме, токму тие предизвици кои влијаат на менталното здравје кажуваат во каква средина, во какво општество живееме, во какво време живееме, но од психолошки аспект ќе ни интересира што е она кое што како предизвик го гледаат или влијае кај младите, односно се соочуваат со истиот, или фактор кој влијае за нели малку нарушување на менталното здравје, или како велиме нешто кое што можеби ќе им ги замагли вистинските видици за оние работи кои што би требало да ги уживаат во младоста. Младите денес живеат во време полно со информации, каде што милиони информации во една минута примаат. Не е тоа нивна одлука, всушност во такво време живееме во многу брз развој, многу информации кои всушност им даваат и еден оптеретен внатрешен немир, односно тие живеат и со оптеретување на својата внатрешна состојба. Тоа значи дека младите денес се соочуваат со анксиозност, недоволност, перфекционизам, страф од неуспех, имаат чувство за контрола, затоа што мораат нели да се соочат со сето она што им го нуди денешниот свет преку социјалните мрежи најчесто. Од тука доаѓаме до заклучок дека денес успехот на младите не се мери нели преку внатрешното, преку она што значи мир во себе или себе спознавање, туку се мери преку надворешното, преку тоа колку следбеници имаат, како изгледаат, кои им се оценките, со кого се дружат. Барање на аплауз, валидација, постојано да. нели
Споредување. Споредување, да. Живеат во време на споредување, каде што нормално веќе овие предизвици како анксиозност, ниска самодоверба автоматски доаѓаат кај нив, затоа што мора да се борат со ова време денес. Органски се појавуваат како симптом практично и да го живеат постојано, нели? Чувството на таква постојано состојба. живеат одредено чувство на анксиозност и пониска самодоверба и тука веќе доаѓаме до оној главен предизвик со кој се соочуваат младите, не да бидат совршени, веќе не е тоа денес предизвик, туку да бидат своји, да бидат она што тие се во ова време кое постојано има промени. Препоставника за тоа и најголема свесност имаш како тоа треба можеби да изгледа, бидејќи чинам дека со Ивана коментиравме, можеби се еден од ретките кој што живее во светот на медиумот, како субститут денеска, нели, подкасти или тоа она што го работите вие социјалните мрежи, да се презентирате, да ја пратите пораката, меѓутоа си еден од ретките кој што свесно и рационално и разумно ги користиш алатките. Не си надвор од она што се вели заблуда некоја, сега влегувам во некоја своја локомотива на креирање контенти, а при тоа не знаеш што правиш, што креираш. Точно знаеш, бидејќи веројатно на своја кожа се ги удрени се шамери, удрени се зборови и така натаму. Претпоставам дека и тоа е некој еволутивен процес каде што денес Александар Динев може гордо да каже дека знае како да се предизвика и самиот, да биде тука добар мајстор и за другите млади генерации да им даде и нуди помош можеби преку социјалните мрежи. Так. Скоро се согласувам и мора и на вас да се надоврзам. Сметам дека нарушувањето на самодовербата на социјалните мрежи затоа што ние не сме свесни дека голем дел од тие содржини можат да бидат модифицирани преку Photoshop, преку други алатки за едитирање. Вештачката интелигенција денес така. Интелигенција мораме да истакнеме, да. И мислам дека тоа ептен доведува до ниска самодоверба, а и намалено внимание затоа што содржините се пократки и затоа добиваме толку многу информации. Сега интересното е тоа што јас иако креирам видеа на социјалните мрежи, јас имам тайм лимит, односно ограничено време колку можам да седам на социјални мрежи и дневно си дозволувам по саат и пол. Тоа сам си го имаш како рамка временска? Така, имам опција на телефонот, повеќе од саат и пол не смеам да ги користам социјалните мрежи и штом помине саат и пол и мене ми се заклучуваат и не можам да ги отворам. Така мислам дека си градам некој здрав однос не само со социјалните мрежи, туку и со мојата дисциплина и мојата работа. Затоа што сепак тоа ми е работа и јас седам цело време што се вика на телефон и на лаптоп. Тоа е еден одличен пример за тоа како може човек да се контролира, особено млада личност која ја работи таа работа, а при тоа свесна дека преголемата изложеност може да наштети во било кој поглед и психички и физички, и тоа е еден позитивен пример кој што треба да го земат младите. Но солидно тоа што си подолго време во оваа работа и точно знаеш која е и проценката која можеш да направиш на содржините, но и начинот на кој што можеш нели себе си да се контролираш, веројатно ќе треба малку подетелно да го објасниме можеби за младите гледачи, па и за родителите кои што не следат во овие моменти, во смисла на тоа дека како растеш и созреваш точно преку тие содржини, што е тоа кое што кај тебе влијаеше за да можеш да донесеш вакви постапки. Мала е границата да се помине во другата насока, која што е апсолутно непотребна, односно нели не лоша за менталното здравје. Так, мислам дека една од најголемите, како да кажам, пандемија зависност од телефоните. И не е тоа само кај младите, примеќам дека и по возрастните станува. Сајбер пандемијата е сериозна, така? Так. И јас искрено не можам да кажам дека цело време се придржувам по тоа. Ја некогаш имам падови и него знам повеќе да седам на телефонот што требало, па ќе го исклучам тај лимитот, но се трудам. Тоа треба стварно цврст карактер за такви работи. И порано, особено порано, како дете, кога почнав да снимам на социјалните мрежи, ја поминав многу време. Значи, до степен каде што времето, пошто нели има опција на телефон да видиш колку време си поминало. Немаш чувство колку време поминало, да? Немаш представа колку време поминало и знаев по 13-15 сати на ден да трошам седејќи на телефон. И голем дел од времето е скролајќи по социјалните мрежи. И приметив дека тоа некако ме затвори сам со себе. Дури не ни бев сам со себе, бев со мојот телефон, не можев да размислувам
многу добро, вниманието го губев многу често, не се социализирав, а ние луѓето сме социјални битија и мораме да социализираме. А го наоѓаш прибежиштето токму во телефонот и социјалните медии. Некој мир наоѓа во тоа, но баш напротив ми ствараше многу повеќе проблеми, како например анксиозност, дефинитивно, имав доста депресивни периоди и мислам дека беше правилна одлука да јас заземам некој чекор за да можам да си поставам некои граници и со цел тоа да го намалам. Јас и ти согласивме со Ивана дека веројатно твојот честен пристап на социјалните медиуми, искреноста која што ја даваш на својата публика и популација, веројатно те направи те издвои можеби како еден од ретките кој што тоа добро го маневрира, односно има една добра траекторија и знае како да речеме тие животни станици, нели кои што доаѓаат, како да ги адаптираат. И оние кои што те следат всушност да научат нешто да речеме конструктивно и квалитетно, а поточно пример за младите, бидејќи свесно си забележал како тоа влијае, си ја препознал анксиозноста, па и нели чувството на депресија или дека веќе нешто не е во ред. Од тука, Марија, добро би било, нели, ако имаме физички симптоми, во вид на настинка, веднаш знаеме дека, нели, сме се настинале. Но ако имаме нарушено ментално здравје, колку можеме да бидеме свесни дека навистина не е нарушено? Дали може би подоцна, ако не ги препознаеме нашите симптоми или чувства навремено, дали може да биде предоцна кога зборуваме за тоа, па потоа тоа бари нели друг третман и начин, како навремено да препознаеме дека едноставно треба некои работи или навики да се променат. Така, често доцна, барем на нашето поднебје, често доцна тие симптоми се препознаваат или се игнорираат, затоа што симптомите на анксиозност и депресија не доаѓаат наеднаш, туку тие постепено, тивко, полека се случуваат и обично ги игнорираат луѓето. Симптомите на анксиозност би биле немир, некоја чудна, најнапред чудна вознемиреност, која не можат луѓето да сватат од каде доаѓа. Всушност секако можат ако подлабоко нели проценат. Потоа имаат чувство на недоволност, вознемиреност секојдневна, немир го кажавме, и имаат чувство да контролираат. Во однос на депресијата имаме повеќе симптоми кои можат да укажат повлекување, игнорирање, намален интерес, промена во сон и апетит, апатија, односно избегнување на дружење со други луѓе и така натаму. Тие симптоми се првите кои можат да укажат дека нашата психа всушност бара внимание. И тие се сигнали, не дека нешто навистина големо, нешто не е во ред со нас, туку нашата психа бара внимание. Ајде да си поразговараме со нашиот мозок, да видиме што ни се случува нас. Не треба овие симптоми ние да им кажеме во ред ќе помине. Кажавте многу убава работа да си поразговараме со нашиот мозок. Мислам, секој пат се потпираме на моја мисла, биди наблюдувач на својата сопствена мисла. Така. Нели да се трнеш некако нели себе си и свесно да наблюдуваш мислата, актот или се она што ќе биде следно. Меѓутоа, кога говориме за користењето денес на социјалните мрежи, убаво кажа и Алекс, велиш и твоето дете го следи него, нели, како еден млад тиктокер, инфлуенсер, нели, поново. Меѓутоа, чинам дека и Марија и возрастната категорија постојано бараме, тоа го зборев вчера со мој пријател, бараме стимуланси. Допаминот постојано да не биде на некој ниво на адреналин, како да не можеме да се успокоиме, да се вратиме неколку чекори назад. Постојано бараме некаков стимуланс да се оживееме, да некој не валидаризира, можеби. Не знам, препоставам дека и вашите програми еволуираат во текот на времето да се адаптирате според можеби денешната нова генерација, па и возрастните кои што често веќе ги користат како прибежиште со социјалните мрежи. Да, апсолутно. Наша главна работа ние да работиме на нарушено ментално здравје кај младите, апсолутно кај младите. Јас веќе 10 години назад работам со многу млади, многу тинејџери и дојде време да ги прашам кој инфлуенсер, кој тиктокер ги следите, ајде да видиме што они покажуваат, што од нив учите, да. Баш како дел од прашалникот и да седнам со нив, ова е супер, ова добро, ова за да оцените дали е добро и Да, јас да гледам заедно со нив, за да видам што е она што нив ги привлекува и како што кажавте им создава една доза на допамин која ја добиваат на одреден начин неправилно. Видете, социјалните мрежи се добри ако ги користиме како алатка. И се она што нудат социјалните мрежи, ако бидат алатка, а не бегство,
Многу често ние денес затоа и се јавува анксиозност, депресија, затоа што ги користиме како бегство. Бегство од она што надвор би не снашло и со кое ние не можеме да се справиме, бидејќи надвор малку многу побрзо е. Брз е ритамот, начинот на кој се случуваат работите, како се воспитани другите врсници со кои не можат денешните деца и млади да се соочат, па се затвораат, велат во себе, ама не се затвораат во себе, бидејќи времето со себе не е на социјалните мрежи. Убаво каже и Александар дека ми требаше време со себе, ама тоа не беше време со себе кога бев ја со социјалните мрежи. Времето со себе е време кое треба да го поминеме во размислување сами со себе, надвор од социјалните мрежи, не некој да не води и да ни го покаже патот. Она време кое ние не го поминуваме со родителите, со врсниците, со роднините, таму ние можеме доста одговори да најдеме, ама ние го немаме, децата го немаат, затоа бараат. Првата техника кога ќе се загубите, велат, фокусирате се на дишењето. Дишење е првата Дека сте основа. при себе, тука сте, присутни сте во мигот, во сегашноста и нели на тој начин веројатно ве прави едно спокојство дека се е во ред. Првата техника на нас психолозите секогаш е дишењето и јас им објаснувам на децата, кога и на едно мало дете од 5 години кога ќе му кажам прво нешто што треба да преземеме и да научиме и да дишеме, и на возрасен човек му кажам зошто е тоа важно и зошто треба да се внесе во начин како ние дишеме, внесуваме воздух, како издишуваме, затоа што со самото дишење ние внесуваме кислород на нашиот мозок. И веднаш му даваме шанса на нашиот мозок, односно рационалниот, да почне да размислува. И аларм некој, нели? Мислам дека природен аларм кој што му го даваме. И тек тогаш ние почнуваме со техники. Кога ние му даваме шанса на мозокот да размислува, а не се шириме на нешто кое нас ни дава информација, ама не знаеме и не сме доволно свесни, способни да може да ги препознаеме. Особено децата секако дека се приклонуваат на социјалните мрежи, им треба внимание, им треба подкрепа, им треба некој да им рече браво, вие сте добри, супер, совршени, така треба, одлично, или каде ми е излезон, мене ми е тешко. Зошто да го бараат во социјалните мрежи, кога можат да седнат дома, ама родителите колку се тука или не се сега, тоа е еден друг дел. Тоа сакам да се надоврзам, ќе се согласите како психолог дека разговорот е една од најпотребните работи која што треба да биде присутна во секој семејство, ако зборуваме од родителите кон своите деца или со своите деца. Истовремено доста важно прашање, сметам дека еве и од двајцата ќе биде добро да го слушнеме одговорот. Ајде Александар, со тебе. Колку често со содржините кои што ги креираш се однесуваат токму на тоа, имаш позитивни реакции или какви реакции имаш, еве, од оние млади кои што те следат? Значи, дали сметаш дека се зголемува интересот за едуцирање на оваа тема, дали сметаш дека се развива свеста по тоа прашање? Кој е твојот впечаток откако нели ги креираш овие содржини? Бараат ли некоја помош, поставуваат ли некое прашање, некој совет, нешто кое што сигурно поделени се ставовите и критиките? Да, многу убаво прашање. Искрено, сегогаш повеќе сум добил поддршка отколку што негативни коментари, мислам нормално тие постојат и сум ги забележувал, но примеќам дека на видеа каде што зборувам за ментално здравје и некои такви поважни теми нема да толку многу голем одзив како што би имало на некои други видеа или ако видам некаде на социјални мрежи, не знам дали е некоја тажно видео, некој видео каде што некој навредува некој. Гледам дека таму луѓето повеќе го гледаат тоа како интересно и повеќе таква содржина сакаат да конзумираат отколку нешто кое што на нив би им значило и би можело да го применат. Искрено јас се трудам најмногу што е можно да допирам до вакви теми и да зборувам. Има луѓе и мислам дека стигнува до правилната публика. Лајкуваат луѓе, коментираат браво секоја чест за ова, но има и луѓе што коментираат нешто во стилот кој си ти да ми кажеш или што се замислуваш, нешто во тој контекст. Да, добро, тоа секогаш би имало, нели? Тие се примери кои што или на ваков или на друг или на еден или на друг начин ќе научат тоа што ги интересира, но важно е дека ако зборуваме за поддршката која што ја бараат младите, да се потпрат на некој, да постават некои прашања, да го видат примерот можеби по кој што сакаат да одат, веројатно е добро да тоа го видат како такво и имаат отвореност да постават прашање, исто така и кон психолог, работата со млади. Вие можете да ни кажете и впечаток за тоа кога доаѓаат кај вас, колку се отворени по прашање, колку треба да бидат и во ваква комуникација, дали треба да пристапат, што е она кое што може да им помогне при таков разговор да е едноставно
го променат, кај се били направат? Младите кои доаѓаат кај мене и децата и младите, еве ја зборуваме до 25 години, тоа ми е онака најчести клиенти кои се кај мене. Они веќе знаат за мене, веќе имаат и слушнато од други и така сами одлучуваат да дојдат кај мене. Најчесто младите бараат од своите родители да дојдат на психолог. И кога ќе дојдат веднаш се отворени, како едва да чекаат поле каде што тие можат да се искажат се што нив им треба. Затоа што гледаат и во тебе и пријател, Марија, гледаат баш човекот што ќе ги слуша и ќе начинот како ги пречекаш и како реагираш. Пристапот е многу важен, да бидеш на едно нивно ниво, да ги пречекаш место каде што можат да се доверат, каде што нели родителот ќе остане во другата просторија или ќе се врати по детето, а детето останува тука и прво нешто што ќе му го кажеме, тука сум да си ги изразиш своите емоции и од таа врата нели нема тоа што тука ќе го разговараме да помине, ама апсолутно не сме тука ниту да казниме, ниту да го обвиниме твоето однесување. Секој однесување е во ред. Во ред е да се случува на твоја возраст, затоа што сите ние правиме грешки, а децата се на возраст кога учат. И тоа апсолутно е нешто кое прво му кликнува на детето, на младата личност, веднаш да се отвори затоа што има потреба да се отвори, има потреба да каже прво што му се случува, прво да ги изрази своите емоции, а подоцна нели и да побера помош затоа што индиректно бараат помош како јас да постапам. Јас го правам ова, што ти правиш прво за да постапиш, па мислам дека ова и родителите не ме разбираат. Најчесто тој момент го имаме, затоа што како родители некако сме склони, барем како балканци, веднаш со критика да пристапиме, што ајде да го слушнеме и да разбереме најнапред нивната возраст да ја разбереме. Ние имаме не едукација кај родителите за возраста на нивните деци и за сите предизвици со кои се соочуваат. Тука доаѓа многу голем конфликт помеѓу децата, младите и возрастните и нивните родители. И токму затоа не може да се одржи таа блискост и допаминот се бара на едно друго поле. А како мислите од страна на родителите во однос на возраста? Ако е во тинеџерската возраст да не ги третираат можеби уште како мали деца или во кој смисол? Не знаат доволно што се случува во нивниот мозок на таа возраст. Мислат дека знаеме дека е бурен период, но она броење доколку и уште колку треба да бројам. Па Марија, знаете ли кај нас дома тоа како изгледа? Знаете кога ќе им кажете треба со вас да работиме повеќе како родители, отколку со вашето дете, затоа што мора најнапред да научите како да го разберете, бидејќи денес предизвици, па и ние бевме тинеџери, не се исти предизвиците како што кажавте, јас треба да ги доградувам, да следам што се случува денес за да бидат и моите програми и начинот, не може во никој случај да се прави споредба. Јас имам адолесцент ќерка и истото и со нејзани, значи дека ние функционираме совршено затоа што јас сум психолог, сите мислат така затоа што она ме гледа како другарка и со нејза сме доста блиски и нејзините другарки цело време онака по мене нешто трчаат, но не значи дека ние постојано сме во пријатна фина хармонија и она знае да се развика, и јас знам да се развикам и ние знаеме во конфликт да влеземе, но колку е тој момент на разбирање дека нему нешто му се случува и да застанам и да го слушам, затоа што навистина заслужува и дека многу работи не може да ги исконтролира. Често се случува да и поучени од моите лични искуства, од моите внуки, да имаат чувство на една агорафобија, страф од надворешниот свет веќе и се затвараат во некој свој или интимен свет, создавајќи некои свои фиктивни другари, ликови преку тие социјални мрежи и наоѓаат свое прибежиште. И ова спомена Александар, претпоставам дека социјализацијата ве гледајќи ги овие стари снимки од Скопје пред да се вклучиме во програма, нели и тебе ти направија возбуда колку луѓето се социјализирале и биле присутни со сегашноста, биле свесни, разменувале искуства. Меѓутоа, чинам дека најголем проблем и духовен канцер на денешното модерно општество, особено кај младите, е споредувањето. Затоа велам дека споредувањето е најголемата болест на денешното време. Колку ти прави притисок денес, гледајќи ги социјалните мрежи, претпоставам дека тенка била границата, но чинам дека си свесен и искрен, за тоа дека мораш да го представиш идеалниот Александар кој што не се руши пред луѓето и така натаму, бидејќи наметнуваат таков стандард, некој чуден, фиктивен златен стандард, дека социјалните медиуми, ја поседам оваа кола, го поседам овој најубав живот и така натаму. Ти правит некој пат така притисок, па на момент се чекај се, дај да направам нешто друго, кај што пак ја кажам дека се е совршено кај мене и така натаму. Так.
Јас никогаш не сум имал проблем да споделам некои мои предизвици или да покажам некоја страна. Вистинска емоција што се види да кажеш. Така, никогаш не сум сакал да се покажам како нешто кое што не сум или како да се во рече, мислам дека е многу важно, особено кај младите, да знаат дека не се што гледаш на социјалните мрежи е така розево и се е така совршено, но сепак имало некогаш и граници каде што сум си кажал, окей, до тука можам да споделам, повеќе не, што ако луѓето ме осудуваат, што ако вака, што ако така, и сум си правил претисоци дефинитивно, но решението на тоа беше за тие претисоци да престанам јас да си правам сам на себе притисок. И така успеав некако и тоа да го изрегулирам, но знае да се појави од време на време. Мислам дека таа совршеност или тоа да бидеш свој или било што е да е во тој контекст, знаем многу на младите да им направи несигурности во секој можен аспект. Особено за физичкиот изглед и особено тоа го има приметено кај девојките. И кај машките застапено, на најмногу кај девојките. Затоа што гледајќи ги некои видеа, еве Марија, можеби сте се соочили и вие, каде родители и деца креираат контенти и го прикажуваат со родителот идеалниот живот. И правејќи притисок колку да речеме нели на сметка на детето заработуваат преку TikTok, дека можете и вие, ќе ве стимулираме, вака може да биде животот совршен, не мора да се втурнете во некоја физичка работа и така натаму. Прв слушам за вакви видеа, дека се случувале. Само ги гледаме како мајки и родители ги снимаат веќе со своите деца. Се случува и тоа, да, заработуваат од нивните деца, мислам и тоа. Па на некој начин нели прават превизик. Родителите ги пуштаат слики, видеа од своите деца да пренесат колку совршено они функционираат и нивното дете е прекрасно. Тие работи се случуваат нели на сите социјални мрежи, ако зборуваме за нешто такво, но тоа не е реалноста, тоа е потребата да се покажат надвор дека се нешто совршено најдобро, ама апсолутно не се свои, и ако ние сакаме да сме добри во комуникацијата дова, нема да имаме потреба сето тоа да го покажуваме надвор и да го пренесуваме надвор. Да. Туку ќе си обрнеме внимание токму на нас. Повторно е потребата од внимание која што го прави. Потребата од внимание што е природна кај децата и младите. Тие градат идентитет, се пронаоѓаат себе, сакаат да бидат прифатени, да некој да ги подкрепи, дека нивната вредност е важна. И сега вредностите им се косат со одредени други, и веќе тука има чувство на недоволност, апатија и потоа депресија запаѓа, што е многу жалосно се случува. И родителите тука апсолутно ништо не разбираат, бесене, збеснало детето и така. Добро рековте, да, првенствено едукацијата треба за тој однос да започне со родителите, а потоа со децата или со младите, не е секогаш нели проблемот кај нив, односно предизвикот за кој што зборуваме, не секогаш треба да биде насочен конкретно кај нив, и во таа насока, еве Александар, низ годините. Како беше твојата комуникација со родителите? Колку сметаш дека, ако претпоставам била таа отворена комуникација, дека токму тоа и може да го изгради човекот или младата личност во личност која што може да рационализира како што треба, да направи споредба што е добро, што е лошо, да ги почитува останатите, и покрај тоа што си дел од нели социјалните мрежи или лик кои што го пратат многумина, да бидеш еден позитивен пример за тоа. Да се биде примерно и да се приврзат останатите така да имаат своето влијание на социјалните мрежи и на овие платформи. Так, искрено јас кога започнав ништо не бев толку, моите не беа толку многу инволвирани во сето тоа, голем дел од времето и не ни беа запознани со сите тие и негативни коментари, дали јас сум се споредувал или не, а и не ги ни обвинувам затоа што не го разбираат тоа. Искрено, се донесим на социјални мрежи не видео што пишуваат луѓе по коментари, тогаш почна малку да се загрижуваат, пошто не им беше јасно зошто на моето дете толку многу негативни коментари, толку многу осудувања, вреѓање фамилија и така натаму. Но мислам дека во такви ситуации е најважно да имаме некој барем, дури да не е родител, да е другар, не знам, баба, дедо, некој што не разбира, некој што ни е близок, да му се обратиме и да споделиме што ни се случува. Дали е тоа булинг, дали е тоа вака и вака се на социјални мрежи, гледам, тој се купил нова кола, тој се преселил таму, тој тоа направил. Убаво е тоа да го искомуницираме, затоа што на крајот од денот животот не е така совршен како што гледаме на социјалните мрежи. Значи, секој си има своји предизвици, секој си има тежина на проблеми која што може да се износи, и многу е лошо кога мојот живот го споредувам со некој друг, затоа што како моите коцки се наредани, не е така и за вас тука.
Така што поконкретно тие луѓе што споделуваат, ете за инфлуенсерите битно им е вниманието затоа што од тоа живеат, но ако се други луѓе кои што не заработуваат од тоа, го прават чисто поради тоа што им е потребно внимание, сметам дека мораме тука да направиме некое разграничување и да знаеме што е важно да консумираме, а што не. И најбитно од се, самите себе си да си ги филтрираме тие луѓе кои што сметаме дека лошо ни влијаат и на менталното здравје и работите кои што ги споделуваат и дали не тера да се чувствуваме некоја љубомор. Да, како се чувствуваме, да ги пратиме нашите чувства, дали се чувствуваме добро кога гледаме тоа или лошо, и сметам дека тоа што го зборуваше баланс меѓу дигиталниот и реалниот свет, и тој баланс кој што е навистина предизвик да се направи во ова време, особено за младите. Марија, дали сметате дека се намалува возрастната граница на влијанието на вакви работи кај децата? Ако не зборуваме само за тинеџерите кои што точно знаат што гледаат и што во друштвото се зборува, дали се намалува и возрастната граница кај помладите, кај помалите? Да, апсолутно. Малите уште кога ќе се родат се со телефоните или со социјалните медиуми, веднаш има некој екран пуштено дома, кога ќе го донесат бебето дома, апсолутно веќе е под влијание на социјални медиуми, каде што информациите така добро се нели скоцкани, така добро тоа изгледа, така добро да ти го привлече вниманието. Се намалува апсолутно и во однос на следење на тиктокери и инфлуенсери, каде што без разлика колку одредени социјални мрежи бараат одредена возраст за да се приклучат, како и да е, течат некои рилс на YouTube, било каде ќе ги сретнат. Било каде децата некого следат, нешто следат, одредено размислување како нештото треба да биде уште од најмали нозе, затоа што уште од најмали нозе оставени се повеќето поради овој брз развој, трчање, стрес на родителите и неретко се надвор од домот, тие да бидат оставени на токму на тие екрани, телефони, телевизори, компјутери, социјални мрежи каде што го бараат своето внимание уште од најмала возраст. Така да апсолутно намалена и тоа многу намалена. Имаме зависници на 5 години од телефони. Знаете тоа како изгледа? Да, и тие постојано бараат ново и ново и тоа се брзо оди и не го задржува вниманието. Овие да речеме младинци, тие добро знаат или може да се научи како свесно да одбираат содржина, но кај помладите тоа не може да се случи. И од тука е важно како тие видеа влијаат на подсвеста, тие свесно и не може да го проценат тоа, но подсвеста понатака која што веројатно се рефлектира во се им е интересно на малите деца. Се што е ново им е интересно, бидејќи учат и љубопитност е дел од нивниот живот. Се е забавно, се е интересно. Многу е важно, како помали децата, да имаат контрола врз тоа што гледаат и што се случува и како ги восприемаат информациите. Што тие всушност научиле веднаш, нема да ти каже детето, ќе каже дека е интересно, ама како надвор, ќе го пренесе во врсничката група на училиште во градинка. Тоа е многу важен дел, каде што треба родителите постојано да бидат будни. Не велиме случајно првите 5-7 години се важни родителот да биде вклучен во неговиот живот и да го научи правиот пат и она основица, концентрација, фокус да изгради, правилен начин на однесување, поставени јасни граници. Тие не се градат преку телефоните. Да, имено потпирајќи се на лиќе, данскиот начин на живот, нели срекниот начин, вело дека социализацијата е нели прво правило за да имаме долговечност во животот. И сега од друга страна, булингот, односно нели насилството, ментално, емотивно, секако е многу присутно. Кои би биле советите, Марија, еве до Александар и до други, кога бараат другар, вистински другар на кој што ќе му се споделат сите чувства и емоции, бидејќи родителите тука се, секој пат се тука, меѓутоа нели секој пат бараме некој совршен кој што ќе имаме бараме еден, двајца другари. Бидејќи како беше она девиза, пред да си препишете дијагноза на депресија, забележете со кого сте обкружени прво, па потоа препишете си депресија или било каква нели душевна ментална болест. Како вистински да го лоцираат вистинскиот другар според својот сензибилитет? Кој би биле да речеме тука е прашањата сигурно до вас. Како Марија да го најдам ја вистинскиот мој другар? Многу тешко. Денес младите најчесто доаѓаат со ваков предизвик, затоа што нема другар близок, а тоа е основната потреба. Или со некого да можат да се искажат, да бидат заедно, некој да ги подкрепи нивните вредности. Тоа е многу тешко, бидејќи повеќето се изолирани, затворени во социјални мрежи и повеќето се обидуваат само нешто да се докажат и да бидат погоре од некого. Има многу критика, нема љубезност.
И тоа се случува на социјалните мрежи, самите социјални мрежи и оно што следат те водат прво да се само критикуваш, а подоцна и да ги критикуваш сите други, а многу тешко љубезност и кон себе и кон другите. Тоа не ти дава простор ти да се отвориш за пријатели. И децата се осамени денес. Младите се осамени, немаат другари. А толку се конектирани на социјалните мрежи, а Именно не е фиктивниот свет вистинска, кој што не е реална создава конекција. некаква илузија. Намерно, знаете како, кога нема надвор бараат начин, затоа што имаат огромна потреба, тоа е основна потреба И на затоа младите. јас никогаш И ги затоа велам. се на социјалните мрежи, што е жалосно. И таму ќе ги најдеш некои профили на луѓе, се велиш ова може да биде мојот другар тука фиктивен, виртуелен, или? Да, бараат слични интереси. Тоа е многу тешко надвор да се пронајде и многу е тежок патот за да се пронајде. Треба во голем дел да се прилагодат на одредени други личности што сакаат, па јас гледам, па ќе се правам наудрена дека јас знам околу тоа што гледаат на интернет, само за да се вклопат децата. Јас сум давала примери како да се вклопат во друштво, за да се приближат, за да сватат дека и тие се соочуваат со истата приказна и тие бараат пријатели, само не знаат како, па да бидат дел за да пронајдат личности слични на нивните интереси. Да. Тоа е тежок процес. Погрешниот избор на пријатели тогаш понатаму не, тоа е носи проблем. разочарувања. Се Да, ближиме кон да. крајот на разговорот. Александар, еве, ако прашаме што на кое што би им го советувал на сите млади или на кое што го прати и тебе и останатите такви содржини твојата генерација, да направат во денот едно нешто за своето ментално здравје, што би било тоа? Дозволете си да ви биде досадно. Сметам дека тоа е многу важно. Ние цело време бараме нешто за да ни биде интересно, да го Стимулансот. стимулираме. Мозокот, мислам дека е многу важно да си дозволиме да ни биде досадно. Затоа велат сегаш кога се тушираш или пред да си легнеш ти текнуваат најлудите идеи или решение на нешто. Не можеме да бидеме креативни ако цело време вниманието ни е одземено толку така од телефоните, социјалните мрежи и други работи. Да се трудиме да го задржиме фокусот. Ја, например, гледам долгометражни филмови, што искрено многу е тешко, земајќи предвид дека гледаме видео по 15 секунди. Да. Колку ќе ти го задржи, да речеме, 2 часа документари за Многу е вниманието? тешко, но се трудам. Мислам дека тоа е многу важно, да ни биде досадно, се со цел да можеме да бидеме и креативни и разумни и да можеме да размислуваме да бидеме самите со себе. И чинам дека и допир со природа, она што ни е свесно околу нас, го забораваме дека тука мораме да бидеме во конекција со се она што не обкружува. Да, тој баланс меѓу дигитализацијата, затоа што ако ја користиме како алатка, кажа, па не како бегство, би било одлично. Балансот меѓу дигитализацијата, бидејќи мора да бидеме дел од неа, и она што значи надвор да се приврземе и кон природата и кон луѓето, за да научиме да се бориме, бидејќи тоа е реалниот свет околу нас, ќе донесе доста придобивки од една страна и да се дозволиме, како што кажа Александар, да ни биде досадно, односно навистина ние да пробаме во тоа досадно да се пронајдеме себе или да пронајдеме други начини како можеме да се издигнеме ние сами себе и да ни биде добро во текот на денот таа благосостојба. Затоа што еве како порака јас би испратила и често го давам и како совети на младите кај мене. Не бидете само критични кога ќе пред да се легнете навечер ви доаѓаат сите мисли каде јас погрешив, што лошо направив. Не бидете само критични, бидете малку љубезни со себе. Што квалитетно јас за себе денес направив, ако не направив, што од утре јас да почнам нешто за себе квалитетно. За мене да ми биде добро, како јас да се издишам, да си направам што мене ми треба, И благодарни за да бидете. за да бидам добро сам со себе и да си бидам благодарен најнапред, како што кажа Александар. Именно. Секогаш ета и порака до младите дека треба да бидат отворени и да бараат начин како да позборуваат со себе си, да се свртат кон себе, а не кон она кое што се нуди од надвор, иако и тоа што се нуди од надвор треба точно да го избереме што е тоа кое што сакаме да го гледаме и да поминува низ нашиот филтер. Александар како еден добар пример за тоа во младата генерација, а Марија како еден професионалец во својата работа, одлична комбинација за денешната тема да може да ги пренесеме во Ќе овие закажеме временски следна рамки, телевизиска пораките кои што премиера. ги имавте. Се разбира дека да, со оглед на тоа што е апсолутно неопходно да се зборува на оваа тема. Фрапантен рековме податок не само кај нас и во светот. За според милиарди луѓе во статистиките на моментот, Светска да. здравствена организација, милиарди луѓе, тоа е еден проблем кој што и ако не сме свесни, нема да можеме баш навремено да го лоцираме како што изборувавме. Верувам дека Благодарност. со овој начин Фала и на допираме вас. и едуцираме и ви благодариме на времето што навистина сте кога што отворени за ваквите разговори. Фала ви на поканата. Ви посекуваме убав ден.